Точно е 20 часот, време за вториот дневник на Канал Плюс. Следи кратка најава за дел од настаните во него. Останете со нас. Денес е меѓународен ден на младите. Потребна е поголема нивна вклученост во донесување на одлуките и мотивација за волонтеризам и граѓанска активност. Сушата ги намали приносите на добиточната храна, цените во пораст, сточарите на мака. Не очекували поскапување на млекото и месото. Наплатата на даноците на имот во Штип се одвива според очекуваното темпо. На граѓаните кои данок не платиле со години, од септември им се подготвуваат решенија за присилна наплата. Почнуваат уписите на државните факултети. Денес вратите за нови студенти ги отвара Универзитетот Гоце Делчев. Пријавувањето трае до петок, 14 август. Годинава Штипскиот универзитет отвори места за 5390 бруцоши. Од денес до 14 август е првиот уписен рок на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Годинава место за студирање има за 5390 студенти, распоредени на 12 факултети и 3 академии кои се во склоп на универзитетот. Од оваа година повторно е достапен и факултетот за образовни науки по пауза од 2 години. А што се однесува до интересот во првиот ден од првиот уписен рок, е највеќе свртен кон медицинскиот факултет. Интересот за факултетот за медицински науки на прв поглед е оној кој што е најголем, бидејќи во 8 часот првите студенти се поднесува документи таму. Од академиите очекуваме дека нели откако ќе се разбудат во втора половина на денот, меѓутоа веќе имаме интерес. Филмската академија почнува да се наоѓа свое место под сонцето на нашиот универзитет, веќе има заинтересирани студенти, ликовната академија е веќе, да кажам, етаблирана со својата преподнатливост, а музичката академија си следи еден свој континуитет и мислам дека таму веќе има деца, односно потенцијални студенти кои што гледајќи го успехот на нивните колеги кои што се веќе дипломирани, имаат една доверба која што им дава за право да очекуваат она што да го добијат она што го очекуваат. Новина и проширувањето на студиската програма на Филмската академија. Програма која што ја нема на други универзитети низ Македонија. Дел кој што академски ќе добиеме тонски мајстори, академски ќе добиеме филмски музичари, академски ќе добиеме луѓе кои што технички ќе дадат поддршка на целокупниот сегмент што значи филм. Така да во овој дел имаме луѓе кои што сега имаме подмладок и во наставниот кадар, значи имаме луѓе кои што се магистри, доктори на науки и кои што веројатно со својата препознатливост уште повеќе ќе дадат на тежината и на сериозноста на оваа академија. Студентите кои што ги анкетиравме завршиле средно стручно образование и изборот за високото образование најчесто останува ист. Одлучив да се запишам на општа медицина. Зошто доклада? Па тоа ми е желба. Уште од мал. Се одлучив за музичка академија, бидејќи сакав малце да сменам, така. А средно што заврши? Исто музичко. А ти ќе кажеш што какви се очекувањата? Па се очекувам дека ќе биде се добро. На правниот факултет во првиот ден од уписниот рок се пријавиле 32 кандидати, а на музичката академија во првите 3 часа се пријавиле 14 студенти. Најмногу има заинтересирани на правни студии, 24, применета политика и дипломатија и новинарство и односи со јавноста. Задоволителна е. Па квотата е проширена, имавме 60 кандидати за правни студии, сега квотата е проширена, се надеваме дека ќе биде исполнета барем во првиот уписен рок. Новинарство 5 вонредни, 5 редовни и применета политика и дипломатија со 5 редовни и 5 вонредни. Очекуваме да биде бројката задоволителна и да посакаме многу успех на идните студенти во новата учебна година. Ова година квотата за музичката академија е околу 100 слободни места. До сега се пријавени 14, меѓутоа ако видиме дека се поминати само 2-3 часа од отварањето на местата, тогаш ова бројка е задоволителна. Очекуваме до крајот на денот да се зголеми бројот
Пријавувањето е во утрешниот ден и во петок, така да очекуваме во првиот уписен рок барем пола слободните места да бидат пополнети. Во текот на денот студентите имаат можност онлайн да го следат нивното место при рангирањето. Официјалните рангирања ќе се објават по завршувањето на првиот уписен рок, односно во петок, како и по завршувањето на приемните испити на трите академии кои ги има Универзитетот Гоце Делчев. Вклученост на младите во процесите на одлучување на локално и државно ниво во сферите кои директно влијаат на нивниот личен развој. Ова е мото на Меѓународниот ден на младите, прогласен од Обединетите нации пред 16 години. Македонија се приклучува кон одбележување на Светскиот ден на младите со интерактивни работилници и панел дискусија во Младинскиот културен центар и земјава го одбележува денешниот Светски ден на младите со дискусија за можностите за зголемување на мотивација на младите во подобрување на општеството. Денеска е Светскиот ден на младите кој што се одбележува секоја година. Моментално актуелна тема на овогодинешниот настан во Скопје е поврзана со учеството на младите. Направени се неколку истражувања во однос на таа тема и заклучокот е дека не е задоволителна вклученоста на младите во и во процесите на донесување одлуки како највисоко ниво во скалата на партиципација, но исто така и во активности поврзани со активизам, волонтерска работа, учество во неформални групи, волонтирање воопшто. Значи постои потреба да се менуваат работите и верувам дека граѓанскиот сектор е обединет околу тоа да влијае кон зголемување на мотивацијата. Денеска, например, се дискутираа некои, барем во мојата работна група, се дискутираа можности или начини како би можеле младите да се мотивираат дополнително за да се приклучат и да допринесат кон подобрување во своето општество. Второ, а прво за подобрување на сопствената состојба како млади. По повод денешниот ден, Домот на млади како културна институција организира повеќе активности. Домот на младите како една од најстакнатите организации на регионално ниво која работи во областа на младите, значи не само културна, туку и младинска организација, организира неколку активности именно денес, поради тоа што и денешниот, утрешниот ден и во петок се запишуваат голем број на средношколци на Универзитетот во Штип. Имавме можност преку разделување на флаери да ги запознаеме сите оние кои за прв пат доаѓаат во нашиот град, да ги запознаеме со тоа што работи нашата институција и со што се занимава, а подетални информации за тоа може да дознаете на нашата веб страна и на фан страницата на Facebook. При тоа, по повод овој ден, како решивме да организираме музички настан, тој музички настан ќе се случи во петок, на кој ќе настапува еден интересен музички состав, па затоа ги покануваме сите оние кои сакаат да го проследат да повелат во просториите во Домот на млади. Светскиот ден на младите во Македонија се прославува од 2007 година. На помалку од 20 дена пред старт на училишната година, училиштата во Штип ги извршија планираните зафати за одржување на просториите. Летово немаше ниту еден поголем градежен зафат во училиштата во Штип, но во најава се два крупни проекти во гимназијата и средното електромашинско училиште. Како и секоја година во текот на летниот период се преземаат одредени инфраструктурни зафати во училиштата пред стартот на училишната година. Средните училишта во Штип ги завршија подготовките за новата училишна година. Гимназијата Славчо Стојменски и средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип и оваа година направија темелно чистење за подобрување на условите за работа и престој на учениците и вработените. Се правеше фарбање на оградата, на обелување на зидовите на гимназијата, на училниците, се она што беше на некој начин амортизирано, се обновуваше и мислам дека 1 септември ќе го дочекаме со полна парија, всушност како и секоја учебна година. Припрема на работните простори ги направивме, очекуваме од 18 веќе и малце поголема активност во училиштето, бидејќи и државната матура од регионот ќе се одржи во нашето училиште, така да малце порано сме спремни од 1 септември. Општина Штип аплицираше за доделување на грант средства за реконструкција на средното општинско училиште Колен Ехтенин,
од програмата за зачувување на природата во Македонија, од повикот за предлог проекти за општините од Брегалничкиот слив. Проектот предвидува инсталација на соларни панели за затоплување пред цена физкултурната сала, како и замена на осветлувањето со енергетско ефикасни светилки. Вкупната вредност на проектот е над 1 милион денари, од кои на 340.000 се собствено учество, а останатите 700.000 ќе бидат обезбедени од програмата за зачувување на природата. Ваквата интервенција на училиштето е поради амортизираност и заштеда на енергија. Добиточната храна се помалку ја има во регионот. Сушата и проблемот со редовно наводнување ги намалија површините под овие земјоделски култури. Цената ја плаќаат сточарите кои сега луцарка наместо по 5 купуваат по 10 денари за килограм. Одгледувачите на добиток тешко доаѓаат до добиточна храна потребна за престојната зима. Понудата е намалена поради што и цената на килограм луцерка, на пример, од 5 денари за кратко време порасна на 9 и 10 денари. Како главна причина за ваквата состојба, земјоделците го потенцираат недостигот на вода, кога таа беше најпотребна. А вода немаше, бидејќи Кочанска општина има, сама Кочанска општина има 4.500 хектара за наводнување, претежно 90% се под оризово насади, а додека Светиниколска општина и Штипска општина, заедно двете општини имаат околу 2200 хектара за наводнување. Проблем беше првот кој што фалеше, едно 6 милиона кила фалат детелина од првиот отказ. Првиот отказ беше помалку даде ради поплавите и ради тоа. Вториот исто суша беше, не падна дожд едно 50 дена и затоа детелина фали. Освен ова, земјоделците забележуваат и на нередовното водоснабдување. Не треба вода, знаете, да пуштат рано водата. По април треба да биде пуштена каналите. По моје мисло, знаете ли. Нема веза што тука нема оризали, има други производства што се рано пролетни на места. Другата причина е сушата сама, бидејќи нема косено трави, ливади и ред други работи. И третата причина е поплавите во Битолско, значи однесоа голем дел од фуражните посеви, односно се уништени, тие тешко ќе се врнат неколку години, така да луѓето се доваѓаат од Вчеполијата и носат од Пелагонија и носат фуражни, односно претежно луцерка носат за Битола. Во Кочанска најголем дел од површините се засејани со ориз, додека во Вчеполието на вода чекаат повеќе земјоделски култури. Во едни вакви услови цената на луцерката им оди во прилог на оние кои ја имаат за продажба, додека е превисока за одгледувачите на добиток. За првите таа е реална и со неа можат да се покријат производствените трошоци. Према трошкот за мези што има, сите од 9 до 10 треба да се движи. Иначе она беше 5,5, 6. Лани се најголема цена беше 7,5 динар толку. Па според нас треба 10 денари да биде цената. Најновите потреси во делот на обезбедувањето резерви со добиточна храна уште еднаш покажува дека се уште во овој регион недостига планско производство кое се заговара по долго време. Неодамна министерот за земјоделство најави силна заложба работите да се стават на вистинскиот колосек, алудирајќи на раноградинарското производство, но очигледно ваквиот начин ќе треба да почне да се применува и во делот на фуражните култури, доколку сакаме да го одржуваме и стимулираме домашниот сточен фонд. Остануваме со земјоделието. Високите температури се одлични за зрење на грозјето, но прават штета врз градинарските култури. Агрономите апелира земјоделците навреме да ги заштитат насадите. Високите температури што овој период ја зафатија земјава се идеални за зрење на грозјето, но негативно ќе влијаат врз градинарските култури и есенската сеидба, велат агрономите. Сонцето е добре дојдено за зрење на грозјето, но експертите велат дека високите температури се штетни за десертните сорти на грозје, Мишел Палиер и Рибиер. Агрономите за таа цел укажуваат лозарите освен правилно да ги наводнуваат лозјата, треба да ги заштитат своите насади и од болеста пепелница. На грозјето во овој период пепелницата прави огромни зарази и брзо се шири. Доколку не биде заштитено, зрното ќе биде зафатено од мицелијата на габата за пепелница и ќе пукат самите зрна. Значи во овој период зборуваме за подосните сорти, бидејќи раните сорти веќе се презреање, нема време ради каренцата да бидат заштитени.
колку е заштитата толку, не би препорачувал да вршат заштита. Заштита може да вршат на покасните сорти на грозје, бидејќи има време да им помине каренцата, доколку не бидат заштитени, зрното ќе биде зафатено, рекоме, од габата и ќе биде испукано, како тако нема да биде добро ни за консумација, ни за преработки за ракија и така натаму. Значи пепелницата се сузбива со фунгициди кои се за таа намена. Има повеќе препарати. Сега им препорачал да со скотакви препарати на база на сумпур, бидејќи тие површински зафатат и уништува мицелијата, не навлазува во зрното и при самото перење може да биде испрано. Освен на времена заштита на лозовите насади, овој период земјоделците треба да ги заштитат и овошните насади со модра слива и јаболка, бидејќи високите температури се причина за појава на монилија кај овие култури, велат тие. Значи против црвјакот може да се стави фолијарно ѓубре и фунгицид против монилија протеигена. На пократко да го објасниме да им биде на луѓето по-прецизно, слепување на сливите. Доколку не биде заштитено, сливите може да бидат 70-80 па и до 90% уништени, слепени, така да тие неќе да може да бидат ни за продажба, ни за раќа. Не може да бидат за понатамошна употреба. Годинава земјоделците ќе имаат подобар квалитет и приноси на овошје од минатата година, бидејќи навреме извршија заштита на лозјата и немаше болести, завршија агрономите. Топлото време не ги попречува градежните активности во Пехчево. До уредувањето на тротоарите и подготовка за асфалтирање на улици во градот е дел од инфраструктурните зафати од витално значење на жителите на Пехчево. Топлото време засега не ги спречува градежните активности во општина Пехчево. До уредување на тротоари, подготовка за асфалтирање на улици во градот се само дел од најавените активности кои што ги најави градоначалникот Игор Поповски како проекти од витално значење за граѓаните на Пехчево. Инфраструктурно веќе работиме интензивно на неколку проекти кои што се значени за граѓаните и користиме максимално периодот кој што престои времето. Временските прилики се идеални сега, малку е топло, меѓутоа може да се работи. Сите предвидени проекти ги почнавме, некои ги привршуваме, некои доправа ќе ги почнеме. Пред се имаме во Пехчево изградба на локалитетот Конечно езерце. До крајот на месецот би требало да заврши неговата изградба. Почнуваме со реконструкција на улици во Пехчево, тротоари. Во еве следниот период за понатака предвидуваме асфалтирање на 3,5 км во должина од 3,5 км на улици низ градот Пехчево. Освен овие активности, наскоро во Пехчево продолжува и реализацијата на проектот за изградба на едукативен центар во село Негрево, проект кој што се реализира со финансиска поддршка на швајцарската амбасада. На локалитетот Коколов Рид кај Виница минатата година беше откриено светилиште од бронзеното време. Во моментот продолжуваат активностите на ова место. Ќе го истражиме во цело светилиштето за кое постои голем интерес од научната јавност во Македонија, изјави Јулијана Иванова, директор на музејот Теракота од Виница. Продолжуваат археолошките истражувања на локалитетот Коколов Рид кај Виница, кои систематски започнаа да се изведуваат во 2011 година. Минатата година на овој локалитет беше откриено светилиште од бронзеното време, редок археолошки локалитет и материјал откриен во него. Работиме од 2011 година и имаме извонредни резултати во смисла на повеќе временски периоди кои се откриени на овој локалитет и од претходната година најновото откритие е светилиштето од бронзеното време. Значи оваа година продолжуваме со истражување на ова светилиште и до истражување на просторот меѓу тумулите кои остана недоистражен од претходните години. Според Иванова, нови локалитет од веќе откриените 4 тумули е истражена една на која се регистрирани 4 погребувања кои потекнуваат од 8 век пред нашата ера. Истражувањата ќе продолжат во наредните 20 дена, а паралелно со нив ќе се работи и на обработка на движниот материјал од керамика кој открие нови локалитет. На овој локалитет беа откриени 4 тумули, од кои најмногу информации добивме од првиот тумул, каде што беа откриени 4 погребувања од 8 век пред нашата ера, а под тумулот излезе светилиште од бронзеното време, што значи дека овој простор бил користен уште во вториот милениум пред нашата ера, како светилиште на луѓето кои што живееле во околните населени места,
го користеле како култно место каде што принесувале жртви во смисла на храна, на керамички садови кои што овде биле ставани и биле потоа затрупувани. Овие тумули се во форма на кругови, исто така и светилиштето, значи кругот како форма представува символ на сонцето и тоа е еден од символите кои што пајоните кои што живеат на овој простор во тој период го користат како свој така символ, култен символ и кој останал еве и до ден денес се задржал сонцето како символ на нашата националност. Финансиските средства за овие археолошки истражувања на локалитетот Кокола Фрит кај Виница се обезбедени од Министерството за култура на Република Македонија. Наплатата на даноци во општина Штип се одвива со задоволително темпо. Досега 60% е наплатата на данокот на имот. Од септември ќе се делат решенија до граѓаните за неплатени даноци од минатите години. До денес во општина Штип на основ решенијата за данок на имот од даночните обврзници физички лица е наплатено 60% или над 13 милиони денари, што е задоволувачки процент, велат од одделението за даночна управа. Овие средства ќе бидат наменети за подобрување на инфраструктурата во градот. Тие средства се наменети за изградба на улици, асфалтирање на одржување на зеленилото во градот и останати потреби кои во моментот се планирани за активности во општина Штип. Што се однесува до даночните обврзници кои ги немаат подмирено долговите по однос на данокот кон општината за претходните години, решенијата за присилна наплата веќе се изготвуваат. Последно опомена до граѓаните да си ги платат оврските за останати, да не би имало немили ситуации. Во однос на плаќањето на останатите даноци, и тоа данок на наследство и данок на промет, Митев истакна дека зависи од купопродажбите во текот на годината, но дека редовно се плаќаат на основа на решенијата кои се добиваат. СВР Штип расветли две тешки кражби извршени на дрзок начин во Штип. Расветлени се и една кражба отвори од спортскиот аеродром Сушево. Сторителите се тројца штипјани, од кои еден е малолетен. Фатени се и приведени во полицијата, а дел од украдените предмети се вратени на собствениците. Секторот за внатрешни работи Штип, по претходно преземени мерки и активности, расветли повеќе кривични дела, од кои две кривични дела, тешка кражба на дрзок начин, извршени на две лица од Штип, на кои на особено дрзок начин од вратот им се скинати и одземени златни ланчиња. Едно кривично дело, тешка кражба, извршена од дворно место од куќе во Штип, и едно кривично дело, кражба, извршена во близина на спортскиот аеродром Атар на село Сушево, Штип. По преземените мерки од страна на полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип, откриени и приведени се 3 лица, од кои едно малолетно, едно 19 годишно и едно 54 годишно лице, поради постоење на основано сомнение дека истите се сторители на горе наведените кривични дела и по целосно комплетирање на настаните, ќе бидат поднесени кривични пријави до основното јавно обвинителство. 19 годишното лице е познато на службата и против истото досега се поднесени повеќе кривични пријави до обвинителството. Дел од одземените предмети се вратени на оштетените граѓани. Десетилјади лица се евакуирани поради поплави во Аргентина, предизвикани од поројни дождови кои зафатија дел од земјата. Поплавите зедоа 3 жртви, а најпогоден од поплави во Аргентина е градот Лихуан. Градот се наоѓа на околу 75 километри западно од аргентинскиот главен град. Градот е популарен по католичките верници, кои секоја година го посетуваат. Рекордните врнежи во провинцијата Буенос Ајрес доведе до зголемување за 9 метри на водата во реката Аресивес. Европската унија годишно расфрла по 22 милиони тони храна, а предводник меѓу земјите членки е Велика Британија, покажуваат резултатите од извршената анализа, која е извршена со поддршка на Европската комисија. Податоците од анализата се добиени од 6 земји на Европската унија: Велика Британија, Романија, Германија, Данска, Финска и Холандија.
Од овие држави, Романија расфрла најмалку храна. Истражувањето покажало дека околу 80% од расфрлањето на храната може да се спречи. Германската полиција уапси група албански азиланти кои во градот Линген, каде биле сместени, ограбиле најмалку 40 домови. Според албанските медиуми, уапсени се вкупно 22 албански азиланти кои биле сместени во два објекти во Линген, а во тек е идентификувањето на уште 19 други. Уапсените албански азиланти се на возраст од 19 до 38 години, при што тројца од нив на возраст од 21 до 38 години се главно обвинети, бидејќи извршиле повеќе кражби. На 12 терени денес ќе се играат надпреварите од првото коло од фудбалскиот куп на Македонија, со што ќе биде означен стартот и во ова надпреварување. 3 дуели ќе се одиграат утре, додека поради откажувањето на Дрита, екипата на Влаздрими веќе е во осмина финалето. По одигрувањето на првиот надпревар и првата победа против ФК Работнички, Брегалница утре ќе го одигра и првиот надпревар од 16-тиот финален куп во Радовиш против екипата на Плачковица. Надпреварот ќе започне во 17 часот и онаа екипа која ќе биде подобра продолжува понатаму во осмина финалето. По победата во Свети Николе пред 6 дена над тимот на Овчеполе, третолигаш од Брегалница Голак за 3 дена го очекува нов пријателски надпревар пред почетокот на новата сезона. Делчевчани уште еднаш ќе имаат проверка на формата, овој пат во надпревар кој на домашен терен ќе го одиграат против солидната екипа на Слога од Виница. Откако на надпреварот во Свети Николе Делчевчани пружија солидна партија со високо темпо на игра, која резултираше со убедлива победа од 3:0, сигурно дека и на надпреварот во сабота во Делчево стручниот штаб ќе се обиде да ја доведе до совршенство формата на фудбалерите, кои тоа како досега покажаа дека се желни за вакви надпревари. Инаку до почетокот на првенството остануваат уште 20 на дена, период по кој ќе се знае која ќе биде ударната 11-торка на Делчевчани. Комбинацијата од искуство и младост досега давала резултати не само кај тимот на Брегалница, туку и кај поголем број од тимовите и во повисоките конкуренции. Па затоа оваа комбинација најверојатно ќе биде одлучувачка, доколку делчевските сини сакаат да го подобрат резултатот од минатата година и во новата сезона да бидат меѓу топ 3 екипите кои ќе водат битка за повисок пласман. По повод 28 август, денот на општината Пробиштип и денот на рударите, општина Пробиштип организира турнир во мал фудбал, кој ќе започне на 17 август понеделник. Надпреварите ќе се одиграат во вечерните часови на ракометното игралиште во Пробиштип. Пријавувањето на екипите е до 16 август недела, заклучно до 19 часот. Извлекувањето ќе се одржи на 16 август во Домот на културата. Секој представник на екипата треба да приложи уплатница од 2500 денари на жиро сметка. Генерален покровител на турнирот е градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Овде е крајот на дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер. А за повеќе информации посетете ја нашата веб страна kanalplus.mk.